континуирано треба да се учи, посебно во нашата сфера, значи секој ден некаков тип на надорадува луѓето кои што не сакаат да влезат во новите трендови, кои што некако е како да се качиш на возот, како не сакаш да се качиш, одлагаш и возот на крај ќе отиде. Така како што во денешно време имаме многу лесен пристап до информации, собирање на искуство, градење на сериозно портфолио и континуирано експериментирање со нови некои работи на кои што ќе може да се покажеш на пазарот дека навистина се издвојуваш од толпата. Почитувани, добре дојдовте во следното издание на Кариера МК подкаст. На моје огромно задоволство, мој денешен соговорник е Јована Кратолица, тим лидер во Alliance Technology и стейкхолдер директор во Women in Tech Македонија. Јована, добре ни дојде. Добро ве најдов, задоволството е мое и драго ми е што денес имам дел да поразговарам со вас малку за мојот кариерен пат и за мојот живот. Одлично. Тогаш првото прашање, ајде малку за тебе, за твојот кариерен пат во IT секторот. Кој беше за тебе најголемиот предизвик, ајде така? Мене некако многу природно ми тече работите кога станува збор за кариера во IT, бидејќи сакав уште од втора година средно да студирам нешто поврзано со технологија. И тогаш се размислував повеќе дали да биде електро или финки, на крај донесов одлука за финки. Идејата беше зашто ствари како дете многу имав доста имагинација и креативност и секогаш сакав да се занимавам со некоја креативна работа. Дизајн многу ме привлекуваше и тука некако го најдов патот помеѓу технологија, дизајн и иновативност. Бидејќи за мене програмирањето уствари многу сфера кај што може многу креативно да се изрази човек и така и некако решив. Значи запишав додипломски студии на финки тука, ама секогаш знаев дека сакам некаде да отидам на магистарски студии во странство и по завршувањето на 3-годишните студии на финки тука за компјутерски науки и инженерство, тогаш добив потврдно писмо за универзитетот во Вена, каде што после се преселив и ги почнав своите магистарски студии во областа на компјутерски науки. Така што тоа беше, да речеме, еве од академска гледна точка како течеше патот во IT. Спомена во неофицијален разговор пред да го започнеме подкастот дека си тим лид. Па сакав да знам како изгледаше транзицијата од full stack инженер кон тим лид. Дали повеќе предизвик ти беа луѓето или самите процеси нели кои што си ги носи лидерството? Лидерството, да. Значи, јас во Македонија на финки имавме во 3-та година, мислам дека 2-та или 3-та, задолжителна пракса која што мораше да се случи во некоја компанија. Тука ми беше првиот судир уствари дека академијата и индустријата се тотално две различни сфери и требаше конечно тоа што е научено во теорискиот дел да се примени во пракса. И почнав на пракса како практикант во една компанија во Скопје како full stack software инженер и тука ме заинтересирало ствари, почнав да работам на изработка на веб апликации, значи и фронтенд и бекенд, уствари целосна изработка на апликациите. Ама тоа траеше 3 месеци и после тоа, бидејќи бев во процес на аплицирање за магистарски студии, тука имав одреден период каде што не знаев дали би требало да се вработам, дали ќе која компанија и сето тоа, и некако по сплет на околности испадна да почнам да работам во еден мал стартап на тоа време пред 5-6, да, може и повеќе години, 8 речиси години уствари. Скопје, кој што баш беше мала компанија и така тоа ми беше првиот, да речеме, вистински судир, 9 до 5, работно време, клиенти, изработка на софтвери, притисок, предизвици, временски и се останато. После кога се преселив во Австрија уствари, почнав да работам во Австријскиот институт за технологија како повеќе на дизајн делот и на фронтенд апликации. Тоа беше дел од една програма како за инклузивност на жени во технологија, пошто доста се промовира тоа, бидејќи сферата е реално нема доволно жени кои што работат во технологија заради одредени причини. И после тоа ја добив првата, да речеме, голема кариерна одскочна таска која што беше во Alliance Technology. Уствари Alliance Technology е софтверскиот провајдер за Alliance осигурителната компанија, која што е глобален светски бренд, да речеме, во осигурителната сфера и е топ 500 компании во свет.
и беше за мене многу интересно да се соочам со компанија која што има 15.000 вработени само во технолоџи делот и е толку многу голема и толку многу работи се случуваат и толку многу брзо одат сите процеси и таму почнав исто да работам како full stack инженер. Меѓутоа проектот кој што го добив беше нов, значи од почеток почнувавме со нови корења, нов тим, млади, но искусни колеги со повеќе години. И некако се многу брзо одеше и го немав типичниот, да речеме, кариерен пат, каде што ми треба многу години на искуство, од јуниор кон медиор кон сениор, за да стигнам до тим лид и за 2 месеци добив напредување да станам технички тим лид. Беше голем предизвик, морам да признам, бидејќи тогаш имав 25 години, прилично млада, плюс и жена која што така во тимот имаше колеги кои што беа со 15 или 20 години работно искуство. И мислам дека тоа беше најголемиот предизвик всушност, бидејќи јас не дека не се чувствував спремно од технички аспект, меѓутоа повеќе од аспектот на луѓето, како луѓето ќе ја прифатат таа транзиција и како луѓето уствари ќе сватат дека јас сум тука за да им ја олеснам работата, да им помогнам и всушност да им помогнам и на тимот да порасне, меѓутоа и самите индивидуи во тимот да пораснат. И тоа ми беше поголем предизвик, бидејќи сепак беше така чудно 25 годишна млада девојка која што доаѓа од Македонија во компанија која што е во Австрија со германски карактер и сега доста сериозни колеги со поголемо искуство, меѓутоа на крајот на денот мислам дека знаењето си покажа зошто и како сум ја добила можноста и после се си беше така што треба и си беше во ред. Во моментов живееш во Австрија? Да. Така, каде во Виена, така ми Во Виена, да. Ајде малку разлика во работната култура помеѓу Македонија и Австрија. Која е она разлика која што би ја издвоила? Во Виена веќе живеам 5,5 години, уствари како што кажав и на почетокот се преселив за магистарски студии, едно после друго од магистарски студии добив работа и веќе кариерно и да речеме животно се гледам дека би останала уште некој период сигурно во тој град. Меѓутоа разликите се доста видливи и доста големи за одредени работи, бидејќи Австрија сепак земја која што прво популацијски е многу поголема од Македонија и средината е многу разнолика, има голем диверзитет. Сега тоа значи дека има многу националности, многу народи, односно мојот тим конкретно е измешан помеѓу 4-5, може би повеќе националности на повеќе континенти. И навистина е предизвик дека сите тие националности носат по нешто од својата култура и сите ние го вбрискуваме тоа во нашиот работен живот во Австрија. Значи, например, австриците почнуваат доста порано со работа, може би 7:30-8, иако нас не е доста флексибилно работното време, значи би требало, можеш во било кој временски дел да почнеш или да завршиш, но италијаните, например, почнуваат многу доцна, во 10:30. И сега, кога имаш колеги од едното и од другото, треба да се навикнеш, да знаеш ако нешто ти треба, во кој момент можеш да го добиеш. Друго што ми беше фасцинантно е дека, например, во петок, после 12, некако работата стивнува, односно после 12 е ручек време, и толку кога ќе се вратат луѓето од ручек, уште некој сат се подработува и тоа е тоа, како некако е скратено работното време, бидејќи сите си работат повеќе во текот на останатите денови и после петокот е пократок. И најзачудувачки ми беше дека уствари целосно работно време не значи 40 сати, туку 38,5, што на крајот на денот нема некоја многу голема смисла, меѓутоа да, така беше интересен предизвик, посебно и за мене, доаѓајќи од Македонија и доаѓајќи од некоја покомфортна средина да зборувам нов јазик константно на работа, да сретнувам константно нови луѓе, значи од различни континенти, да работиш во различни временски зони. Сето тоа беше еден интересен предизвик, културолошки, професионално и на секој пат би рекла. Доста интересно. Да. Оно што е актуелно, нели тоа е вештачката интелигенција, па затоа би сакала еве да те прашам, како гледаш на улогата на вештачката интелигенција во софтвер инженерството? Па вака, јас конкретно кај нас во мојата компанија доста сме стимулирани и поттикнати да користиме вештачка интелигенција секаде каде што можеме.
Значи, тоа е поради причина бидејќи компанијата е многу голема и буџетите се доста огромни за експериментирање и за пробување на нови работи. И навистина е фасцинантно според мене тоа што вештачката интелигенција може да го направи. Тука не станува збор за ChatGPT или за одредени агенти кои што се како алатки за помош, меѓутоа за алатки кои што навистина се на некој повисок левел, да речеме како MCP сервери или Claude Code или останати работи, кои што за мене служат како доста, може да бидат голем помагател во текот на денот, да се оптимизираат одредени процеси, да се поттикне поголема продуктивност и нормално на крајот на денот да се завршат обврските уште во поскоро време. Јас знам дека сега константно има текстови, статии и мислење помеѓу популацијата, леле вештачка интелигенција ќе не замени одредени сфери, одредени позиции ќе ги снема бидејќи ќе нема потреба и се е тоа валидно, мислам дека, но конкретно во нашата сфера во софтверско инженерство мислам дека не е баш токму така и дека најголем проблем би било дека луѓето кои што не сакаат да влезат во новите трендови, кои што некако е како да се качиш на возот, како не сакаш да се качиш, одлагаш и возот на крај ќе отиде. Така го гледам и ова со вештачката интелигенција, дека софтверските инженери кои што ќе ја користат и кои што навистина ќе употребуваат во дневниот работен ден и во врските, може да имаат уште поголем успех отколку оние кои што нема да ја користат, бидејќи во технологијата е така, тоа што денес е ново, утре може да биде старо. И ние како софтверски инженери континуирано треба да учиме и континуирано треба да бидеме адаптивни на сите трендови кои што доаѓаат и кои што следат. Затоа и следното прашање ми беше како успеваш да се носиш со брзите промени во технологијата. Тоа е нешто што постојано го следиш, се надоградуваш, нели, за да останеш на пазарот на трудот. Така. Значи, да, технологијата, ако погледнеме, посебно сега во 21 век се развива со брзина, не на светлина, него пребрзо дури. Значи, стварно тоа што денес ке излезе, утре више може би е старо и едноставно континуирано треба да се учи и континуирано треба да се надоградуваме самите себе. Јас сум строг, значи строга ми е мислата и строга ми е вербата дека континуирано треба да се учи, посебно во нашата сфера, значи секој ден некаков тип на надоградување. Дали е тоа, пошто во денешно време имаме многу лесен пристап до информации и многу лесно е да се допре до тоа што сакаме. Дали е преку слушање на подкаст која се оди на ке работа, или читање на книга пред спиење, или слушање на некоја аудио книга, континуирани тренинзи, значи толку академии постојат, толку курсеви кои што може да се земат за да помогнат во работата, дури не само кои што се со паричен надоместок, него нормално кои што се и бесплатни, бидејќи имаат толку многу можности. Мислам дека нема навистина причина и нема простор да се каже немам време да го направам тоа, или немам од каде, или не знам како да го најдам. Значи, тоа е некако моето мото, дека континуирано гледам да се надоградувам, континуирано следам нови трендови, одам на конференции, гледам да експериментирам и сум отворена за нови технологии, нови решенија заради тоа што на крајот на денот без експериментирање на тие сите алатки и технологии во дневниот тек на моите обврски, нема да знам дали тие би ми тонеле добро или не би ми одговарале, да речеме. Така што ете тие се некои работи кои што јас гледам да ги практикувам во текот на мојата кариера до сега и знам дека би ги практикувала и понатаму, бидејќи до сега ми донеле успех во тоа што сакам да го постигнам. Дали би можела да издвоиш, да речеме, една предност клучна на Македонија и една клучна предност на Австрија во поглед на градење на кариера во IT секторот? Па, во Македонија мислам дека е по-комфорт зона, од принцип дека дали ќе промениш една или друга или трета компанија, народот е тој со кој што јас сум израснала и сум била дел од 22 години од својот живот. Тоа е мајчин јазик кој што го зборувам секој ден и некако полесна е транзицијата и поличи така како дома, едноставно, комфортно е на душата. Во Австрија, од друга страна, предноста е тоа што пазарот е стварно многу голем и разликата помеѓу Македонија и помеѓу Австрија во пазарот е тоа што во Австрија има
сериозни светски компании кои што продуцираат и прават продукти кои што ние ги користиме на дневно ниво и можностите се многу поголеми. Со тоа и самиот факт дека можностите и за раст и за развиток се исто така многу поголеми, бидејќи има еден тон на компании, дали мали, средни, големи, светски познати компании, например, еве ќе го земам Snapchat, има представништво во Австрија, така што тоа е апликација која што доста се користи, која што на сите ни е позната. И тоа е можноста во пазар како што Австрија да се работи во такви компании кои што навистина носат некаков импакт и навистина имаат некаков продукт. Пазарот во Македонија е многу квалитетен, има многу квалитетни компании, многу квалитетен кадар. Меѓутоа, ние немаме таков некој огромен продукт кој што го имаме лансирано, да речеме, на светски пазар, заради тоа што на крајот на денот и популацијата и земјата е многу помала и отколку што е Австрија. Тоа е, да речеме, некоја разлика. И како за крај, кој совет би им го дала на младите кои што размислуваат да се насочат токму кон оваа индустрија? Па, мислам дека веќе тоа го спомена во врска со континуирано учење и учењето никогаш не запира во IT. Мислам дека исто така клучна разлика е дека кога си млад и кога го правиш чекорот дали сакаш да влезеш во технологија и во која сфера нормално сакаш да се насочиш и која кариера сакаш да правиш, дека не секогаш треба толку многу да биде фокусот кон парични средства и кон заработувачка и се барам, тоа е моето гледиште, него повеќе кон собирање на искуство, градење на сериозно портфолио и континуирано експериментирање со нови некои работи на кои што ќе може да се покажеш на пазарот дека навистина се издвојуваш од толпата, затоа што во IT џабе се учат континуирано технологија и мислам дека основите се најважни, а основите се всушност да можеме да развиеме способност за да размислуваме на логички начин, решавање на проблеми на креативен начин и континуирано учење. Тие се некои три, да речеме, карактеристики кои што навистина прават секој човек да се издвои од толпата и да не се грижи дали вештачка интелигенција ќе го замени утре, бидејќи на крајот на денот може да се адаптира на промените, може да се адаптира на новите проекти кои што доаѓаат и на новите технологии во компаниите и едноставно е сериозен играч на пазарот. Мислам дека тоа би биле некои мои совети и нормално да не се грижат и да не се обесхрабруваат, дека нормално пазарот е таков каков што е и дека понекогаш постојат и негативни одговори и не оди се по планот и не е понекоја си рамна, така да речеме, сколемена траекторија, меѓутоа со силна детерминираност, со континуиран напредок и со континуирано учење дека може да се постигне тоа што ќе го замислат и тоа што го сакаат. Јована, многу ти благодарам и ти посакувам да продолжиш да нижиш успеси. Ти благодарам и на тебе. Фала за прекрасното интервју.